Доколку албанските партии се откажат од оваа платформа за составување влада, дали вие би престанале да доаѓате на протести? Па да, мислам, една од причините, мислам, неголемата причина за оваа манифестација е за поддршка на заедничка Македонија е платформата која очигледно дека има цел да ја подкопа Македонија и целта е разнебитување на Македонија. Не верувам дека ќе престанат протестите и мислам се додека не се направат нови избори. Да, би престанала, кога би се откажала од платформата. Зашто ова е Република Македонија. И мора да се почитува уставот и законите во Република Македонија. Многу сложено прашање. Ние би се согласиле само да направиме една влада заедничка со СДС. Само албанците се откажат од платформата, jer они немаат што да ни постават платформи на нас. Па би престанале, да. Дали тоа значи дека би прифатиле во тој случај Зоран Заев да формира влада, ВМРО да оди во опозиција или? Не би му ги дале пратениците на Зоран Заев, пошто му е тоа голема желба да ја води државата, ние би му прифатиле се, само да се откажат од платформата. Никако, затоа што со овие негови изјави Зоран Заев не влева поверение до верба кај народот, да речем. Никој па Зоран Заев немаше право да дебатира уопште на историјата е знаеме ние македонците каква ни е. Да ја стави во неговата програма Македонија, тој може да стави програма економска и било каква, али не Македонија. Зоран Заев не победи. Ние и Зоран Заев не го сакаме. Затоа искочуваме овде. Аполициран човек што криминал направи таков, сега да му даеш ти власт да држи. Па тој ку знае што ќе направи после тоа. ВМРО освои поголем број од македонските граѓани, освои поголем број на гласови. Така да, по моите математики, испаѓа дека ВМРО е победничка партија.